Дали новиот концепт на гимназиското образование подобро ги подготвува учениците за факултети за пазарот на трудот? Кои успеси на учениците и наставниците особено ја одбележаа учебната година? Има ли новини во условите и постапката за запишување во прва година? Каква е улогата на кариерниот советник во гимназијата? Ова се дел од темите на кои вечерва во Став разговараме со магистар Елена Марковска, наставник по англиски јазик и просветен работник на годината, и магистер Милица Тимчевска, наставник по англиски јазик и кариерен советник во гимназијата Гоце Делчев. Очекуваме интересот да биде голем, бидејќи гимназијата традиционално е еден од најчестите избори на учениците кои сакаат квалитетно општо образование и добра подготовка за понатамошно студирање. Во споредба со изминатата година очекуваме стабилен, па да кажам и зголемен број на ученици, особено поради јасната препознатливост на нашата гимназија, резултатите кои што туку ви ги споделив и новите можности кои што истовремено ги отвора овој нов концепт за кој што малку подоцна ќе разговараме. Навистина сум почестена и многу се радував, многу бев среќна, затоа што тоа значи едно препознавање на сиот оној труд и се што сум вложила во текот на досегашната кариера. Согласно новиот концепт, најголемата новина е што учениците повеќе нема да имаат образовни подрачја, туку во првите 2 години од гимназиското образование сите ќе изучуваат исти предмети. Ние на нашата веб страна и на социјалните мрежи, колку што сум запознаена и на вашата телевизија, веќе објавивме навремено информации за тоа кои предмети ќе бидат застапени во кои години. Можам да издвојам дека во сите 4 години како редовни предмети ќе се изучуваат македонски јазик и литература, математика, англиски јазик и вторострански јазик и спорт. Дополнителна новина е што историја како предмет се изучува 3 години како задолжителен предмет и информатиката е воведена и во втората година како задолжителен предмет. Од трета година, значи во трета и во четврта година, учениците ќе имаат можност да избираат едногодишни и 2-годишни изборни предмети. Значи постојат 2 блока на едногодишни изборни предмети за трета година и уште 2 блока едногодишни изборни предмети за четврта година. И исто така постојат 3 блока на изборни предмети кои што ќе ги изучуваат во трета и во четврта година. Сето тоа ќе го прават согласно своите интереси, потенцијали и силни страни кои ќе кариерното советување, што ќе биде застапено уште од самиот почеток на нивното образование, ќе им помогне да ги согледаат и да ги насочат во соодветна или да речеме во некоја оптимална насока за секој од нив. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер привеле 21 годишен кумановец, бидејќи управувајќи мотоцикл, тој не застанал на знак за запирање даден од полицијата. По преземени мерки, возачот и мотоциклот биле пронајдени на бензинска пумпа во Куманово, при што тој агресивно се однесувал и ги попречувал полициските службеници во извршување на службените дејствија, се наведува во соопштението на СВР Куманово. По целосно документирање на случајот против кумановецот ќе биде поднесена соодветна пријава, а мотоциклот бил одземен. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала на пожар на отворено на улицата Ѓорче Петров број 305, предизвикан од непознати лица кои што запалиле гуми, пластика и друг отпад, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане пак гаснеле опожарен помошен објект во селото Војник. Во населбата Карпош од денеска до недела се реализира акција за собирање на кабаст отпад, но и акција за чистење на населеното место. Контейнерите се поставени во близина на игралиштето на фудбалскиот клуб Карпош во кругот на поранешната касарна. Надлежните од јавното претпријатие Чистота и зеленило очекуваат жителите масовно да се вклучат во акцијата. Изминатиот период акција за собирање на кабаст отпад се реализираше кај основните училишта Толи Зордумис и Христијан Карпош во населбата Иго Тричковиќ и на улицата Тоде Думба. Мнозинството советници на последната седница го усвои општинскиот енергетски план за 2027 година. Годишниот план го изработил Виктор Димитриевски, консултант. Според законот, процедурата предвидува дека инвеститорите
што прават енергетски објекти над 1 мегават, иницијативите ги доставуваат директно до Министерството за енергетика, а за под 1 мегават секогаш иницијативите се доставуваат до соодветните општини. Понатаму општините имаат обврска да изготват општински енергетски план. Нормално, овие општински енергетски планови прво е предвидено да се изготват први, односно иницијативите се доставуваат најдосна до 1 април тековната година за наредната година. Понатаму општините имаат обврска да ги изготват плановите и да ги достават до Министерството најдосна до 15 мај и Министерството после ги зима во предвид сите општински планови, но и сите иницијативи што се доставени директно до Министерството и прави во тек на октомври месец еден генерален план годишен што е за цела држава. Сега нормално тој годишен план се усогласува со операторите на пренос, оператори на дистрибуција на електрична енергија, Министерство за транспорт и врски и така натаму, за да се види дали сите иницијативи кои што се содржани во плановите и во годишниот план кој што го прави Министерството, можат да се вклучат практично во постоечката инфраструктура, или ако во моментот не можат, што е потребно да се направи, тоа го прави Министерството во соработка со операторите на инфраструктурата односно енергетската инфраструктура во Македонија. Отприлика таа е процедурата за конкретно овој план за 2027 година е направен врз основа на, како што го спомна веќе, Законот за енергетика и релативно ново донесениот правилник за изготовка, баш кој ја дефинира формата, содржината и методологијата за изработка на енергетскиот план, затоа што во самиот правилник се дадени точни барања што точно треба да содржи општинскиот план. Накратко, не би должел премногу, земени се во предвид, ја како изготвувач на овој плански документ, ги земав во предвид сите релевантни документи што беа доставени до мене, сите релевантни документи кои што ги има и нормално иницијативите што претходно до општината биле доставени во законски предвидениот рок, односно до 1 април. Што содржи планот? Содржи прво увид и преглед на постојна состојба на енергетската инфраструктура во општината, постојните приклучени извори на енергија од обновливи извори, односно производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, понатаму состојбата со енергетска ефикасност, сите плански документи што општината ги има за унапредување на енергетската ефикасност, транспортот, вклучување на електрични возила, односно полначи за електрични возила од тој дел на инфраструктурата, справување со енергетска сиромаштија, тоа се пред се работи што се засноваат на други плански документи што се на државно ниво, се однесуваат нормално из општина Куманово, и тие се, значи, целата концентрација на планот за 27 година, кој што ќе биде земен, сега да резимирам, кој што ќе биде земен во предвид при донесување на годишниот државен план за 27 година. Во дворот на Државното средно училиште Киро Бурнас неделава беше организиран завршен настан на проектот Систем за собирање на дождовница од Upshift процесот. Пред присутните гости беше представен системот кој што беше изработен од учениците на Киро Бурнас, координирани од нивниот ментор Мартин Јовановски. Целиот процес започна на почетокот на учебната година и се одвиваше низ повеќе фази, следен и контролиран од невладината ЛОАТ во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Нашите ученици на свој начин ја покажаа својата визија за борба со климатските промени и користење на природните ресурси за промена на околината, посочуваат од училиштето Киро Бурнас. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово ноќеска лишиле од слобода 35 годишен кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека во семејниот дом се однесувал агресивно и упатувал закани кон неговата 31 годишна сопруга. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопштија надлежните. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера во периодот од 11 до 13 часот полициски службеници извршиле службен
разговор со 4 лица од Куманово, за кои постои сомнение дека со употреба на сила влегле во угостителски објект на улицата Гоце Делчев во Куманово и одзеле поголем број на маси и столови. Во разговорот сите го признале делото, меѓу нив и 17 годишник од Куманово. Во изминатиот период, представници на Општинската организација на Црвен крст од Куманово спроведоа обука во укажување прва помош на осудените лица во казнено-поправната установа Затвор Куманово. При тоа, на состанокот со директорот на установата беа договорени и други активности кои ќе следат во наредниот период, со цел за подобра ресоциализација на осудените лица. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски денеска најави дека со инвестиција од 4,2 милиони евра се набавуваат нови возила и опрема за одржување на хигиената низ општините. Ова е најголема поддршка досега од владата за општините во делот на подобрување на состојбата со хигиената. Се купуваат 49 возила од различен тип, кои што треба да помогнат на градот Скопје и на останатите општини, истакна Николовски.